Слободниот пазар и либерализацијата на секторите се едни од постулатите врз кои што почива Европската унија. Македонија е единствена земја во Европа каде што пазарот на поштенски услуги не е либерализиран и е контролиран од предпријатија во сопственост на владата. Не е либерализиран ниту железничкиот сообраќај и покрај сугестиите од Европа. Агенда 35 во оваа емисија се навраќа на анализата за состојбата со македонските монополи. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате: либерализацијата на железничкиот сообраќај е заглавена помеѓу партиските пазари и сомнежите за криминално работење. Со над 2200 вработени, Македонски пошти е помеѓу најголемите работодавци. Македонија е единствена земја во Европа каде што пазарот на поштенски услуги не е слободен. Зашто всушност служи ова државно предпријатие? Разговор со вице-премиерот Кочо Ангјушев. Владата мора да им стави крај на македонските монополи. Парадоксот е што ние мислејќи дека ги штитиме тие државни компании, ние уствари ги уништуваме, бидејќи од нив правиме едни монополи кои што стануваат троми, кои што немаат конкуренција, кои што немаат никаква инвентивност во делот како да ги подобрат своите услуги и нема друг начин како да го натерате менаџментот да работи и да размислува, освен да му направите конкуренција. Следете на приватни домашни и странски правни лица ќе можат да вршат железнички превоз на патници и на стока на македонските пруги, откако државава ќе влезе во Европската унија. Ова е членот од законот која спречува либерализацијата на железничкиот сообраќај. Овој член од Законот за железнички систем донесен во 2012 година и понатаму го отвора прашањето дали Македонија, која е клучна нишка од коридорот 10, треба да остане затворена за влез на нови компании кои ќе ги нудат овие услуги. Во моментов МЖ Транспорт АД е единствениот железнички оператор за превоз на патници и товар. Немањето на конкуренција си го прави своето, значи квалитетот на услугите кои што се нудат од постоечкиот државен оператор е на многу пониско ниво нели од потребното и затоа поготово индустријата во делот на товарниот сообраќај бара алтернативни решенија, тие алтернативни решенија се камионскиот превоз. Тој камионски превоз е можеби пофлексибилен од железницата, а меѓутоа секако е поскап, делува повеќе на загадувањето на животната околина и со тоа придонесува и за зголемување на трошоците на самите компании. Цената на превозот во крајниот производ учествува со дури 15% во одредени производи. Значи, вие ако имате поевтин превоз, ќе бидете поконкурентни на самиот пазар. Железницата како кичма на една држава, како кичма на стопанството, е главниот мотор на стопанството. Ако имате лош железнички систем, стопанството не може да напредува. Со либерализација на пазарот на железнички услуги во Македонија ќе се створи една ситуација каде што бизнис заедницата ќе имаат поголеми алтернативи за бирање на транспортни средства, ќе ги намалат собствените трошоци и ќе бидат многу конкурентни на странските пазари. Од железниците во регионот, единствено македонската не е либерализирана, вели Трпевски, и додава дека штом еднаш ќе се сменат рутите, а тоа може да се случи поради исклученоста на Македонија од системот, многу тешко може да се вратат повторно. Затоа тој апелира да се побрза со отворање на овој пазар и пред влезот во Европската унија, бидејќи инвеститорите се уште се заинтересирани за влез во овој сектор. Приватните оператори не се откажуваат од работата во Република Македонија, затоа што Македонија е само мал дел од коридорот 10, некои си 200 километри. Веќе се прават големи инвестиции од страна на приватните оператори во соседните држави, во Грција, во Србија, веќе во Србија имате 7-8 приватни оператори. Таму имате огромна должина на пруга, е многу поатрактивна, меѓутоа без Македонија како чворна држава на Балканот овдека, либерализацијата не може да има ефект. Не може ние како држава да бидеме кочничари на целиот развој на целиот регион, затоа што железницата не е бизнис кој што се работи само во границите на една држава, тоа е бизнис кој што зафаќа поголеми простори и не може да се гледа овој бизнис во сегментите на границите на самата една држава. Во Националната транспортна стратегија 2018-2030 се констатира дека отсуството на либерализација го отежнува функционирањето на МЖ Транспорт. Градежните работи за обновување на пругата од една делница од коридорот 10 и либерализацијата на пазарот се означени како долгорочна и краткорочна цел. Какви мерки се преземаат во исполнување на тие цели, го прашавме министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Сакам да потенцирам една работа, тоа е дека во Законот за железнички систем многу јасно е пишано дека отварањето на пазарот или либерализацијата би се случило со влегувањето во ЕУ. Меѓутоа, она што ми го поставивте како прашање, тоа е делот на подготовката на овие компании. Сметам дека ние тоа дел работи поклопуваат со она што ќе значи реално реконструкција, одржување и се разбира изградба на железнички пруги кои што се однесуваат поготово на коридорот 8 или одржувањето на
Коридорот 10 со кракот 10D, кој што го подразбираше делот на Битола Кременица, кој што е практично во завршна фаза. Така да подготовките во тој дел, владата на Република Македонија ги прави. Исто така се прават одредени студии и анализи кои што дополнително ќе бидат во најбрз временски рок завршени, така да сметам дека оние предпријатија кои што се поврзани во делот на железници, ние гледаме на секој можен начин, не само да ги одржиме, туку на вистина тие во наредниот период да функционират. Министерот додава дека подготовката на државните предпријатија и на железничката мрежа ќе се клучни за земјата да биде подготвена пред да се смени членот од законот кој го држи пазарот затворен. Нашите постапки, она што навистина го се обидуваме да го направиме во овие година и пол, и се надевам дека тоа ќе продолжи во наредниот период, нема да значи дека Македонија ќе биде по било какви основи и во делот на железницата одбегната. Јас мислам дека ние, согласно програмите кои што ги имаат двете јавни предпријатија, владата на Република Македонија, мислам дека апсолутно ќе ги исполниме сите оние обврски кои што треба да ги исполниме, и тоа заради нас, не заради други, и се со цел да тие навистина предпријатија, тие железнички предпријатија бидат стварно отворени према пазарот во наредниот период. Во извештаите на Европската комисија за напредокот на земјава во поглавието транспортна политика, со години се провлекува истата препорака: земјата да се фокусира на спроведувањето на мерките за поврзување на железницата и за отворање на пазарот на железнички транспорт. Пред воведувањето на одложената либерализација, овој пазар законски беше отворен и тогаш, за влез во него, покажа интерес чешката Локотранс и словенечки железници. Во 2012 ќе се отвори пазарот на поштенски услуги и ќе се стави крај на монополот. Со ваков план настапила владата на Никола Груевски пред европските партнери, кога во 2008 ја формираат Агенција за пошти, институција што требало да биде регулатор на ослободениот пазар во најава. 11 години подоцна ниту пазарот е либерализиран, ниту агенцијата реално може да се извршува својата работа и да го оправда постоењето. Новата директорка Билена Аврамовска-Ѓореска ветува засилена активност оваа година. Целосното отварање на пазарот требаше да настапи на 1.1.2012 година, значи од тогаш па наваму 4 пати е пролонгиран рокот и последниот законски рок за воведување на либерализација е 1.1.2020 година. Напоменувам дека Агенцијата за пошти го застапува мислењето дека е неопходна либерализација на пазарот и тоа го има и документирано и наративно пренесено до сите надлежни институции. Третата европска директива всушност наложува и целосно отварање на пазарот кај сите земји членки на Европската унија, вклучително и кај земјите кои што се во процес на преговори со Европската унија. Воедно би сакала да напоменам дека поднос на ова прашање Европската комисија кажува со извештајот за напредокот на Македонија дека не сме усогласени до крај со ЕУ директивите по однос на ова прашање, но и за прашањето за посебно сметководство, кое што е основа за обезбедување на универзална услуга во услови на либерализиран пазар. Македонска пошта како монопол во дејност на јавни услуги не е во државна, оти тоа може да значи дека газда е и парламентот, туку е токму во директна владина сопственост, што е единствен ваков случај во Европа. Во 2017 ова акционерско друштво прави загуба од 3 милиони евра, а владата со парите на граѓаните продолжува да ја одржува во живот. Пред Европската комисија се ветува дека од 1 јануари годинава пазарот на поштенски услуги конечно целосно ќе биде либерализиран. Но на 31 декември минатата година Собранието прави измена на законот, со што на овој монопол му купува и обезбедува нова година на заробен пазар. За директорот Ејуп Рустеми, фактот што во очи на нова година се прават овие законски интервенции со јасна цел не е проблем, оти според него либерализација сега и не ни треба. Според дирекцијата, трета дирекција од Европска унија, тоа се предвидува кога ние како држава ќе бидеме полноправна членка на Европска унија. Тоа значи дека целосна либерализација треба за тој пазар на Европска унија и сите членки на Европска унија да имат еднакви услови за поштенски сообраќај. Бидејќи ние уште не сме членка, полноправна членка на Европска унија, тоа зошто треба ние толку да брзаме и да донесеме целосна либерализација на пазарот.
Во Македонски пошти вработени се 2265 луѓе, со што оваа компанија е меѓу најголемите работодавци во земјава. Рустеми вели дека не се пренатрупани со кадар и дека сите вработени им се потребни. Но зашто? Извештаите на Transparency International говорат дека потребата од овие вработени не е во функција на компанијата, туку на партијата ДУИ. Невладината забележува дека со години преку дел од платите на овие вработени се финансирала партијата на Ахмети. Мислите дека не сте пренатрупани со кадар? Тие не се пренатрупани и значи ние сите овие ни се потребни. Знаете зашто ве прашувам ова? Токму Македонски пошти е на некој начин претворено во дувла на партијата ДУИ, од каде што се трпеле пари за финансирање на самата партија. Вие ги имате видено Transparency извештаите? Јас ги имам разгледано сите тие извештаи, тоа не е точно дека е така, бидејќи сите тие финансиски извештаи секоја година ние ангажираме и ревизорска куќа која се избира од страна на влада, но секогаш тука беа присутни и Државниот завод за ревизија и ова година ќе ни биде присутен Државниот завод за ревизија и тие се релевантните извештаи што не ги покажуваат тие бројки. Transparency лажа, мислите? Не викам дека лажат. Точно е во далечните години имаше и кражби во Македонска пошта. Да, кога комбиња се тие кражби сите се пријавени, и тоа не е наша надлежност ние да ги најдеме кои се тие се надлежности на другите институции што ги има во Република Македонија, тоа е МВР и другите компетентните институции, ама тие се случуваат, такви кражби се случуваат не само во Македонија, има и такви и во европските држави. За инвестиции во Македонски пошти, според нашите информации, заинтересирани се сериозни фирми од Австрија, Белгија и Холандија. Сите тие нестрпливо го чекале 1 јануари годинава. Но ако го земеме предвид ставот на Рустеми, веројатно ќе треба да си почекаат, додека не ги завршиме преговорите. Од исосеме за очекување и следниот 31 декември, собранието да купи уште една година плюс. Европската Унија очигледно има разбрано со што и со кого си има работа, па токму во ова поле почнува твининг проект за зајакнување на Агенцијата за пошти како регулатор. Експерти од Шпанија се веќе во земја од декември минатата година. Со 600.000 евра, Европската Унија ќе работи на појака регулација и на самиот процес на либерализација на пазарот. La duración del proyecto son 18 meses. El inicio del proyecto se marcó con mi llegada aquí, que fue el 3 de diciembre. Yo el papel que ostento soy la RTA, que digamos sería la Resident Twinning Advisor, que en español sería como una consejera delegada. Digamos que soy la persona que está en el terreno y que actúo de nexo de unión entre digamos los expertos y el project leader español que están ahora mismo en España y lo que es el equipo macedonio de la agencia postal. Entonces, digamos, las actividades, el inicio de lo que es el proyecto lo marcó el 3 de diciembre. Durante estos primeros meses estamos acoplando lo que es las actividades, haciendo un plan de comunicación, un plan de actividades, digamos todos los formalismos, el asentamiento, y las actividades empezarán en sí, lo que es el programa, el 1 de marzo. Pero tiene una duración total de 18 meses, como os comentaba, el 3 de diciembre es la fecha en la que ha empezado y mi labor es hacer como de nexo entre digamos la parte macedonia y la parte española. Реформите во поштенскиот сообраќај се регулирани со поглавјето 3 од преговорите со Европската Унија – право на основање и слобода на давање услуги. Неколку сектори во македонската економија, како што се поштенските услуги и железничкиот транспорт, се уште се затворени за влесна конкуренција и се монополи на пазарот. Наспроти сите сугестии од Европската Унија, либерализацијата на овие пазари се пролонгира со години. Најдалеку, односно во последна фаза, е целосна либерализација на енергетскиот сектор. Уставот исто така го гарантира слободниот пазар и конкуренцијата во земјата. Во членот 55 пишува дека се гарантира слободата на пазарот и предприемништвото. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Слободата на пазарот и предприемништвото може да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.
За одржувањето на монополската позиција на одредени компании на пазарот, разговаравме со вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев. Тој вели дека либерализацијата е неминовно да се случи, бидејќи е здраво да постои конкуренција на пазарот, и тоа според него е најголемата придобивка на демократијата. Јасно е дека определба на демократијата, на пазарната економија, на патот на кој што ние сме трнати према Европската Унија, а сега веќе и дел од НАТО, значи да не постои повеќе монопол на пазарот, и така и овие монополи за кои што спомнавте во делот на поштенските услуги, со тек на време ќе мора да паднат и ќе мора да се отвори пазарот. Така да ние имаме план да тоа се случи во наредните години. Македонски пошти не може да останат монопол, мора да се ослободат оператори кои што ќе се занимаваат со таа дејност. Во моментот тоа постои на пазарот, меѓутоа би кажал дека е премногу сиромашно и мислам дека се уште македонски пошти се заштитени, бидејќи со закон одредени пратки и понатаму мора тие да ги доставуваат и не е отворен тој пазар за останатите оператори на поштенски услуги. Се разбира, во право сте, значи Европската Унија на тоа забележува и ние сега како ќе ги отвараме поглавје по поглавје, ќе мораме тој проблем да го решиме. Секако тука останува проблемот како државната компанија тоа ќе го преживее, но мислам дека сите ќе мораме да се навикнеме на пазарна економија. Сега железнички транспорт, поготово карго, може да врши само државната македонски железници, а додека останатите немаат пристап кон тоа и тоа ќе мора да се либерализира. Ангјушев вели дека либерализацијата на пазарот е суштинска за да обезбеди конкуренција, односно подобри услуги и пониски цени за граѓаните. Парадоксот е што ние мислејќи дека ги штитиме тие државни компании, ние уствари ги уништуваме, бидејќи од нив правиме едни монополи кои што стануваат троми, кои што немаат конкуренција, кои што немаат никаква инвентивност во делот како да ги подобрат своите услуги и нема друг начин како да го натерате менаџментот да работи и да размислува, освен да му направите конкуренција. И тоа управо ви го кажав со првите два примера во делот на мобилната телефонија и во делот на електриката. Јас сум доволно стар да се сеќавам кога еден мобилен телефон требаше да молите да ви го дадат за 1000 германски марки, беше тогаш картичка да ви дадат, и после тоа си го купите апаратот и тоа беше привилегија. Тоа беше одраз на една монополска позиција на компанија која што тогаш со тоа се занимаваше. Денеска мобилните оператори трчаат по вас, ви даваат поволности, картичките се бесплатни и тоа го прави конкуренцијата. Сакам да напоменам, исто беше и во пазарот на електрична енергија. Значи, во моментот кога се либерализираше пазарот на електрична енергија за компаниите, цената автоматски падна 40% и мислам дека македонската економија од таа либерализација во текот, ако земете кумулативно на сите овие години откако настана либерализацијата, има лесно е да се пресмета некаде бенефит од 200 милиона евра пари што останаа во македонските компании. Тоа се пари кои што тие можат да ги искористат за инвестиции и ги искористија. На прашањето колку држи тврдењето дека монополската позиција на пазарот во одредени сектори се одржува со цел да профитираат одредени партиски структури, вице-премиерот Ангјушев вели: Па видете, веројатно држи. Јас немам докази за таа работа, нити па можам да ви кажам конкретни сознанија, меѓутоа политичките елити сакаат секогаш да бидат, да имаат некакво влијание во тие компании, и имаат, се разбира, но мислам и тоа дека е залажување, и тоа дека е правење на лажна слика за некои компании. Зошто? Затоа што вие кога ќе поставите кадри кои што немаат инвентивност и кои што немаат стимул да ги подобруваат компаниите, во тој случај вие тие компании ги уништувате и на крај ќе бидете директор на ништо, односно на компанија која што е во финансиски потешкоти, а од тоа бенефит ќе нема никој. Годинава целосно ќе се заокружи либерализацијата во енергетскиот сектор, со последната фаза која предвидува и малите фирми и граѓаните да се снабдуваат со струја на слободниот пазар. Но за сега се чини дека е слаб интересот, особено од граѓаните да излезат на слободниот пазар. Кои се причините? Причината е едноставна, заради тоа што реалната цена на електричната енергија пазарна е повисока од таа која што ние се обидуваме и мислам успеавме да ја заштитиме за граѓаните во Република Македонија преку универзалниот снабдувач. Но и универзалниот снабдувач го направивме таков да биде на конкурентна основа. Значи,
практично ние мораме да водиме грижа и за социјалниот аспект во Македонија, бидејќи ако граѓаните ги пуштиме да бидат изложени на ценовните шокови на пазарното, на берзата на електрична енергија веднаш, во тој случај мислам дека тоа значително ќе влие врз нивниот стандард. Ние либерализацијата ја направивме до крај во делот на економијата, во делот на корпорейтот, односно во делот на компаниите, па и до најмалите компании, до малските дуќани и до едноставните, да речеме, најмали економски оператори, кои што се, нели, до, да речам, трафик и завесник. Меѓутоа, од друга страна, во делот на домаќинствата, водевме една домаќинска грижа за стандардот на граѓаните и домашното производство на електрична енергија го наменивме да на домаќинствата преку универзалниот снабдувач. И тоа добро, мислам дека го направивме во Законот за енергетика и покрај сите критики на опозиција, на сите кои што би рекол не ја разбираат оваа проблематика, значи критикуваа, мислам дека денеска немаат што да кажат по тоа прашање повеќе, дека ќе бидат заштитени граѓаните во Република Македонија. Една од главните забелешки во редовните извештаи на Европската комисија секоја година е и слабиот напредок во функционирањето на пазарната економија, при тоа забележувајќи на преголема инволвираност на државата на пазарот преку субвенции и државна помош. Колку од почнувањето на преговорите со Европската Унија сметате дека ќе наметне промена на овие владини политики? Видете, реалната економија е економија која што треба да биде поддржана. Зошто? Заради тоа што оддржлива економија на долг рок може да биде само доколку е резултат на приватни инвестиции, на една силна индустриализација во земјата. Ние не можеме да речеме дека ние како држава лошо правиме со тоа што го субвенционираме земјоделието или што ја субвенционираме индустријата, бидејќи таа треба да се развие. Во Македонија имаме мал пазар. Ако сакаме да ги развиваме овие сегменти, тие сегменти треба да бидат извозно ориентирани. За да бидат извозно ориентирани, тие имаат конкуренција во целиот свет. Сега видете, ако сите останати држави и Европска Унија, и земјите на Европска Унија го субвенционираат своето земјоделие, ако, да речеме, сите други држави даваат помош за индустриализација на нивните компании, односно за помош финансиска за технолошка обнова на нивните машински паркови, на нивната технологија, тогаш ако ние тоа не го правиме, нашите компании ќе ги ставиме во една неравноправна позиција. Видете, само една Бугарија која што е сега членка на Европска Унија, од европските фондови во нивниот фонд за иновативност и технолошки развој на располагање има 400 милиона евра европски пари со кои што им помагаат на нивните компании да купат машини нови, нова технологија. Видете, не може вашата индустрија да биде извозно ориентирана ако не биде конкурентна. А да биде индустријата конкурентна, има само 3 правила. Јас со моето искуство од 20 години правејќи фабрики, не сум научил друго. Ако има нешто друго, еве стојам на располагање да слушам, ама тоа што јас го знам е дека не можете да бидете конкурентни ако немате нова технологија, ако немате ноу-хау, како да управувате со таа технологија, тоа е втората работа. И трета работа е, ако немате организациони способности, да вие го организирате и комерцијални способности, да вие го продадете тоа што го правите. Ние во последниот сегмент не можеме да им помогнеме на стопанствениците, тоа е тоа што тие треба да го одработат. Ние можеме да им помогнеме со обуки, на некој начин да пренесеме некој ноу-хау и едукација, меѓутоа во првите два сегмента, како да им помогнеме да купат нови технологии, тоа можеме да го направиме и управо тоа го правиме со Законот за финансиска поддршка на инвестициите и со проектите кои што се за технолошки развој. Без разлика дали се работи за играчки, електронски уреди или автомобили, за неисправни производи нема место во Европската Унија. Во ова ќе помогне новата регулатива за надзор и усогласеност на пазарот, за која привремен договор минатата недела постигна Европскиот парламент и Совет. Единствениот пазар на Европската Унија е изграден на основа на доверба, а со овие нови правила се заштитуваат потрошувачите и честните бизниси од нечестните трговци, кои се обидуваат да продаваат небезбедни производи во Европа. Новата регулатива ќе го интензивира споделувањето на информации помеѓу државите членки на Европската Унија за нелегални производи и тековни истраги. Националните власти ќе може да преземат ефективни и брзи акции против небезбедни и нелегални производи на пазарот на Европската Унија. Ќе се подобрат проверките на производите и ќе се зајакне контролата на надворешните граници на Европската Унија.
Бројот на новоформирани фирми во Европската Унија во однос на бројот на вкупно активни фирми изнесува 9,8%, покажуваат податоците објавени од страна на Евростат, а кои се однесуваат за 2016 година. Оваа стапка е нешто повисока отколку во 2015 година, кога била 9,6%. Разгледано по држави, стапката на новоформирани фирми во Литванија изнесува 18,8%, Малта 16,4% и Латвија 16,2%. А во Шпанија, Франција и Холандија стапката е колку просекот на Европската Унија. Најниска стапка на новоформирани фирми во однос на вкупно активни фирми има во Грција 4,5% и Белгија 6,2%. Од регионот во Хрватска стапката е 8,7%, Словенија 10,4% и Бугарија 12,5%. Евростат објавува податок и за Македонија, но за 2015 година, кога оваа стапка изнесувала 10,2%. Проект финансиран од Европската Унија има развиено систем кој може рано да идентификува дали некој има рак на стомакот, преку анализа на воздухот што се издишува со користење на компактен рачен сензор, поврзан со паметен телефон. Проектот е признаен од страна на Европската комисија како еден од најиновативните проекти на програмата Хоризонт 2020 во областа на електронски компоненти и системи за 2018 година. Уредот функционира на тој начин што прво се поставува пред устата, лицето издишува, а уредот зема примерок од издишаниот воздух и ја мери содржината на испарливи органски соединенија. Ова се постигнува со употреба на високочувствителни хемиски сензори, базирани на нанотехнологија, чии мерења се испраќаат бежично преку паметен телефон до платформа за зачувување на податоците за да може потоа да се анализираат од доктор-специјалист. Развојот на уредот е континуиран и веќе има и втора верзија која е многу понапредна, со комплетно нов дизајн и многу нови корисни алатки. Овој иновативен дијагностички метод има неспоредлива предност во однос на традиционалните скрининг методи. Уредот е удобен и безболен за употреба и представува едноставна и економична алтернатива за користење на медицинските професионалци. Позади овој иновативен уред стои меѓународен конзорциум кој го сочинуваат 9 партнери од 6 држави. Се гледаме следната недела со нова тема. Останете со програмите на Македонската телевизија, следете не тука или на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили.